Годинава во најголемата житница од нашата република Пелагонија завршуваат хидромелиоративните работи на одводнувањето. Околу 65.000 хектари во Битолскиот и Прилепскиот дел на Пелагонија веќе се безбедни во целост од плавење. За одводнувањето на Пелагонија се потрошени 145 милиони динари. Интензивните работи на регулирањето на Црна река и на 45 порои во должина од 200 километри веќе се завршени. Изградени се одводни канали во должина од 160 километри. Некогашните мочуришта и блата претворени се во плодно земјиште. Сигурно е дека спроведувањето на хидромелиоративните работи овозможи создавање на крупни земјоделски организации, како што е случајот со земјоделско-индустријскиот комбинат Пелагонија, кој години со ред токму на мелиорираните површини постигнува рекорди во производството на пченица и шеќерна репа. Ако човек ја спореди некогашната панорама на Пелагонија со оваа сегашнава, тогаш без сомнение ќе заклучи дека овој крај доживува препород. Меѓутоа, Пелагонија денес наметнува еден друг проблем – наводнувањето. Од вкупно 120.000 хектари, колку што има во овој дел на Македонија, вода во текот на целата година добиваат само 10.000 хектари. Јас ете, например, една година имав 3 хектари сончоглед, и 3 хектари сончоглед 2,5 тона ми пуште, ама не заварна капка и цело лето, и така не можев да го наводам со ништо, и не ми се исплате ништо ни работата, и така можам да речем појќето, за да ова година се надевам дека е тоа нежливо, се очекува да успее и нешто. Квалитетна е земјава? Квалитетна е земјата, многу добра е и исто како со пелагонската земја е исто. Само ние поненаоѓаме ние индивидуалците приход, затоа што немаме таква могуќност да ја наводнуваме. И иначе добро би било, повеќето ние вака се бавиме на житарица заради таа вода, арно ма ќе садиме житарица 2, 3, 4, 5 години, па треба да се мени. И ќе мораме да ја мениме, така ќе се речеме што ќе дај нака дај, и ќе ја мениме земјата на летно, а ако заврни ќе најдеме нешто, ако не, повеќето ќе ни биде заџак. Видите нас како ние сега, јас кам млад човек, производител, па баш тој ми треба, јас можам и јас да бидам како и другите што во странство, да заработам појќе пари, јас тука сум останал, некако да заработам и јас, ама некако не оди ради тоа што не можеме да наводниме, не можеме пак ни пиперки, домати, такви работи, не можеме општо да насадиме, ради немаме никаква вода. Немаме ни вода ни за перење, па ни за пиење, еден бунар тука во селото имаме, цело село тој бунар леј. А иначе, да би имало вода, да би имало наводнување, јас не знам што се чека за тоа, од кога се збора за наводнувањето и од ден денес ништо нема сторено. Како ние земјоделци, значи, сакаме нешто да производиме, али никаква вода немаме, нити за перење, нити за пиење. А во ствари, значи, 14% на земјата ни бара, значи, како социјално. Како земјата денес ки може да се поболи, си ги ќе зема со helikopter да ја леква. А ние од каде го производиме тоа? Треба ние прво да изработиме земјата, да има, значи, за нас, да има и за нив. Кој ќе има вода, ќе има, значи, поголем приход. А на прво место ни вода имаме за пиење, а нити за перење имаме. Другар Пеовски, во последниве години скоро сите општествени структури во Битолска комуна ја истакнуваат потребата од наводнување на Пелагонија. Разговорот би го започнал со прашањето: што значеше некогаш, а што значи денеска Пелагонија од аспектот на стопанскиот развој на Битолска комуна? Битолската општина е окупирана со проблемот за наводнување на Пелагонија не само последните години, ами повеќе од 20 години. Меѓутоа, прво мораше да се изврши одводнувањето, а после да се стартира на наводнување на Пелагонија. Така да збор станало за наводнување на Пелагонија уште во дискусиите кога се воделе за одводнувањето на Пелагонија. Тоа останало да биде втора етапа. Навистина може да се прави една упоредба она што била некогаш Пелагонија што е денеска. Ако испомнам само еден податок, дека пред 20 години Пелагонија давала од 5 до 6 милиони килограми жито пазарни од вишоци, а денеска преку 60 милиони килограми годишно жито, тога и ќе се добиете на јасна представа што е досега сторено. Индустријските култури и други, мислам дека се на видело, од и години уназад тие нивното производство е зголемено, према тоа потенцијалот опште во преработувачката индустрија кај нас е зголемен.
Денес е многу значајно наводнувањето на Пелагонија за нас, ако имаме во предвид дека земјоделството кај нас зазема негде околу 30% од општествениот бруто производ, тоа е втора гранка по значење, и дека еден од основните пунктови исто така за развојот на општината во идниот период е земјоделството со преработувачката индустрија. Према тоа, тој потенцијал може да се искористи само ако се обезбеди наводнување на Пелагонија. Како најприфатлива алтернатива е изградбата на системот Стрежево. Што би решил тој систем? Целокупното наводнување на Пелагонија опфаќат браната во Бучин, Стрежево, а исто така во Прилеп се прават комбинации за други системи. Сигурно наеднаш не ќе може да се тој проблем реши, затоа како реална алтернатива мислиме дека за битолскиот дел на Пелагонија е изградбата на системот Стрежево, односно за паѓање на водите на Шемница. Тој систем ќе чини негде околу 57 милиарди стари динари, со него би се наводнувале негде околу 22.000 хектари површина и не само тоа, ами би се решил трајно проблемот исто така за вода, за индустријски и комунални други потреби на општината. Другар Петковски, на повеќе пати сум имал прилика да слушам како на јавни собири, на состаноци ја истакнувате потребата од наводнување на Пелагонија. Имено велите дека водата е животно прашање за Пелагонија. Што значи водата на вистина за Пелагонија? Од аспектот на развојот на комбинатот? Со оглед да во комбинатот е воведен плодоред од неколку култури, меѓу кои најважно место, или ние како во земјоделието го викаме главна култура е шеќерната репка, сметам да незиното производство без доволни количества на вода би било нерентабилно и веќе поставениот капацитет пред да отпочнеме ние тука со работа би бил доведен во прашање ако ние немаме доволни количества на вода. Самиот комбинат со оглед на неговата распространетост околу главниот реципиент на нашиот хидросистем во Пелагонија, водата во голема мера на оние површини кои се наоѓаат покрај главниот реципиент не представува проблем, како што гледате и тука на ова красна парцела. Меѓутоа, на сите периферни површини ние не сме во состојба да го обзаведиме плодоредот кој во голема мера ќе дава резултати како што и дава покрај главниот реципиент. Со тоа се создава можност за проширување на капацитетите, постојните капацитети во комбинатот, создавање услови за едно многу посовремено, многу поинтензивно земјоделие и, што е најбитно, услови за проширување на комбинатот со останалите земјоделски организации од општествен сектор и кооперација со индивидуалниот производител. Водата ќе ја измени производствената структура не само кај вас, туку и кај индивидуалниот производител. Дали тоа создава услови и предпоставки за една потесна соработка со него? Сигурно да представува. Производството во нашиот регион воглавном се одвиваше во последно време екстензивно, што е за многу загрижувачко во последно време, исто така дојде до намалување на површините под шеќерна репа, за кој ние сме органски заинтересирани да се развива повеќе, а не да се намалува. Една од најголемите причини за таква една состојба е и недостиг на вода кај индивидуалниот производител. Како што реков јас и порано, комбинатот зафаќа воглавном површините околу Црна, околу главниот реципиент, има можности во потесното подрачје да наводнува. Меѓутоа, индивидуалниот производител нема и тоа е една од многу важните причини, како што реков пред малку, и за намалување на површините по шеќерна репа. Од друга страна, тој е ориентиран исклучиво на култури кои не изискуваат многу вода, а тие култури не се толку доходни. Према тоа, во една наша соработка, во една чврста кооперација со индивидуалниот производител во иднина за обезбедување и на сточарските прехранбени објекти, така ако можем да кажем,
Од голема важност ќе биде да се измени структурата на културите кај индивидуалниот производител, тој да се претвори во еден современ производител на производител на луцерка, на шеќерна репа и во исто време ќе има можности преку комбинато да добија што е било тоа нешто ново во нашиот регион, нешто слично кое што се практикува во Војводина, да добија расен добиток кој ќе го тови, во исто време да добија расни крави кој ќе одгледува и во една таква ситуација сигурен сум да во голем дел на населението кај индивидуалниот производител би се психолошки изменила желбата за одење и во странството. Ова е Шемница, местото каде што ќе биде изградена новата брана за системот Стрежево. Другар Цветковски, како ќе изгледа таа брана? Браната Стрежево е проектирана на реката Шемница, баш на ова место на кое и сега се наоѓаме. Таа е предвидена да биде насипана брана од камени набаче и шљунак со висина од 80 метра. А вкупна запремина на браната изнесуваат 3 милиони метра кубни со глинено езгро за непропуштање на водата. Иначе браната, материјалот за изградба на брана е во непосредна близина на профилот. Сите испитивања за тој материјал се направени и е констатирано дека има доволно материјал, шљунковит материјал со кој ќе може да се изгради ова брана. Купната акумулација која ќе се формира со оваа брана изнесува 120 милиони метра кубни вода, од кои корисна вода ќе биде 85 милиони метра кубни, а остатокот на вода се предвидува да биде за губици на испарување, понирање и друго. Дали водата ќе биде доведувана во Битола, односно на подрачјето на Пелагонија преку отворени канали, или има некое друго решение? Водата, постои доводен канал, главен доводен канал, кој што излегува од браната, се движи по ободот на планината и кружи изнад градот Битола и продолжува изнад селата Бистрица и Олевени до грчката граница. Отворен ќе биде тоа канал? Овај канал во должината до градот Битола ќе биде затворен канал со оглед да треба да носи води за водоснабдување на градот и индустријата. А од градот Битола во продолжение према југословенско-грчката граница ќе биде отворен канал. Додека системот на мрежата за наводнување е решен комплетно со затворени канали, со цевки, кои што ќе работат под притисок, и то сопствен притисок од гравитачниот пат кој што го има котата од браната до котата на заливањето и препат на хидранти. Така да овој би бил еден од најмодерните системи и би работел све под притисок, и то на систем на дождење, на вештачко дождење при наводнувањето. Што останува како обврска за општината се до почетокот на работите околу Стрежево? Стопанските организации и Општинското собрание се сложија 10% да обезбедат собствено учество. Документацијата за која е трошено околу 1.200 милиони стари динари, а тоа го носи водостопанското предпријатие, е обезбедена. Активноста наша, заедно со републичките фактори, мислам дека треба да продолжи и изградбата би требало да почне на крајот на овој 5-годишен период. Инаку, ако и во идниот не се обезбедат средства, тогај се лимитира стварно развојот на ова област во нашава општина, а тоа е значаен пункт во развојот, према тоа мислам дека треба после да се чека 7 до 8 години за идни 5-годишен план, што би негативно се одразило на општиот развој на општината.